Екипите на јавното претпријатие Чистота и зеленило денеска ја расчистуваа дивата депонија на мостот и покрај реката Којнарка, пред спомен Костурница и долж улицата 202. Надлежните апелираа до граѓаните да се воздржат од фрлање на смет во реката, а кабастиот отпад да го одложат во садовите што ќе бидат поставени во среда неделава на таа локација. Ке се поставува и заштитна ограда на двете страни од реката, а ќе бидат поднесени и соодветни пријави до комуналната инспекција. Кои диви депонии ќе се расчистуваат во наредниот период, подетално од изјавата на директорот на комуналното претпријатие Сашо Томиќ. Интензивно се работи од рани утрински часови, покушаваме да дојдеме до самата река. Сликата што ја гледаме овде сите заедно со вас, драги новинари, е благоречено ужасна. Апелирам до сите граѓани да се воздржат од фрлање на смет во река, речно корито, се со цел да заштитиме животната и човекова средина. Ние работиме интензивно, ќе ставиме заштитна ограда од двете страни на реката, се со цел да не дојде до несакано фрлање во истата. Во ток на оваа недела ќе поставиме две корпи од 5,5 метри кубни. Сите граѓани што имаат потреба од депонирање на каваст отпад, истиот да го депонираат во корпите. Значи работиме интензивно. Сликата е многу лоша, како што реков. Во наредниот период исто така сакам да ја запознам комановската јавност дека ќе вршиме озеленување на сите расположиви простори. Следниот петок или сабота ќе вршиме, почнуваме со уредување на паркот во Општа болница Куманово. После тоа интензивно работиме на градскиот кеј, парковите, Соколанскиот, Долниот парк, кружните токови. Се надевам дека граѓаните во наредниот период позитивно ќе бидат изненадени. Работиме на пролетен расад, сега ќе садиме овој период интензивно. Ќе се трудиме сликата во тој дел да ја смениме, перцепцијата дека граѓаните исто така ни е многу битно да ја смениме и се надевам дека тоа ќе биде многостранно задоволство. Јавно претпријатие не е задолжено за чистење на речно корито, значи ние немаме ресурси, немаме опрема за такво нешто. Имаме информација од АД Водостопанство дека они ќе пробат тоа речно корито да го прошират, да го исчистат, да го средат. Ние во нашиот делокруг на работа, колку можеме со наши ресурси, што ги имаме, ќе работиме на подобрување на таа слика за комунална хигиена во градот. Сликата повторно доаѓа до неконтролирано фрлање на смет, на отпад, на исти локации. Сега не е во толку алармантна количина, не е толку како што беше претходно пред да ги исчистивме тие диви депонии, меѓутоа повторно апелирам до граѓаните да се воздржат до фрлање. Имаме многу диви депонии во градот. Во овој период ќе допрема до секој од нив. Сега најалармантно мислам дека е горе кај пругата 6 април Анџа Ранковиќ. Таму имам огромна депонија. Сигурно дека во наредниот период таа иста ќе ја чистиме и ќе допреме до сите други мини депонии што се наоѓаат во градот. До инспекцијата сигурно ќе поднесеме некои пријави. Сега они колку ќе постапат во склад со тие пријави, што ќе направат, не би можел ништо конкретно во овој момент да ви кажам. Годишно момче од Кривопаланечко загина во тешка сообраќајна несреќа што се случи вчера на магистралниот пат Куманово-Кривопаланка, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Според полицијата, вчера околу 19 часот и 5 минути е пријавено дека на магистралниот пат на местото викано Смилчинци, општина Старо Нагоричане, патничко возило Volkswagen Golf со кривопаланечки регистарски ознаки, управувано од 25-годишно момче, жител на селото Нерав, удрило во куќе Скитник, пошто преминало во спротивна сообраќајна лента и дошло до директен судир со патничко возило BMW со кривопаланечки ознаки, управувано од 27-годишен жител на село Длабочица, Кривопаланечко. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи и со патничките од патничкото возило BMW, двете од Кривопаланка, констатирани во Општа болница Куманово, каде што возачот на Голфот им подлегнал на повредите. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција. Извршен бил увид од увидна екипа на секторот за внатрешни работи Куманово.
Председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска со представници на општината присуствуваше на 57-та манифестација Празник на мимозата во Херцег Нови. Градот, како центар на забава, гастрономија и спорт во регионот, понуди повеќе од 60 програмски содржини. Ѓоргиевска оствари средби со градоначалникот Стеван Катиќ, подпредседателот на општината Иван Отовиќ, со председателот на Собранието Милош Конјевиќ и министерката за култура и медиуми во владата на Црнагора Тамара Вујовиќ. Средбите се одвиваа во насока на спроведување на позитивната иницијатива за плодна прекугранична соработка, развивање на богатиот туристички потенцијал како и можност братимување на двете страни, кое ќе донесе сериозни проектни активности во корист на граѓаните од двете општини. На покана на градоначалникот Катиќ, општина Куманово, делегација од општина Куманово е на посета на Херцег Нови на приубавиот фестивал на мимози 57 поред. Јас сум председателка на Совет на општина Куманово. Општина Куманово е најголемата општина во Република Северна Македонија и чест ми е денеска да бидам гостин на господин Катиќ, вистина големо задоволство. Општина Куманово има интерес да направи едно збратимување. Ова е иницијална средба, мислам, со градоначалникот, со општинската администрација. Мислам дека и Херцег Нови и општина Куманово се многу отворени за соработка. Досега со Црна Гора имаме воспоставено меморандуми за соработка и плодна соработка со Берани и со Никшиќ. Отворени сме за соработка со цела бивша Југославија и особено за мене како председателка на Совет ми е битно да ги повржам луѓето повторно на регионална соработка да има, да се зближат луѓето, затоа што за разлика од нашите генерации кога беше Југославија, сега младите барем не се познават и тоа ми е мене приоритет, затоа што мислам дека имаме многу сличен менталитет и можеби на ниво на туризам, на културна размена прво би започнала една ваква убава соработка. Evo, meni je veliko zadovoljstvo danas što smo na 57. našem prazniku Mimoze i što sam imao priliku da razgovaram i da ugostim delegaciju grada Kumanova na čelu sa predsjednicom Skupštine, odnosno, kako to već kaže se, kod vas saveta u opštini Kumanovo i mi smo zaista ovako počastovani i njihovim dolaskom i drago nam je što ćemo u ovom nekom narednom periodu uspostaviti još jednu bližu saradnju između opštine Herceg Novi i opštine, odnosno grada Kumanova. Mi smo se inače upoznali i kod naših gradova pobratima i kod gradova prijatelja, kako Banja Luka, tako i Novi Sad, jer je Kumanovo već potpisalo sporazume u ovom prethodnom periodu, tako da mi negdje smo uvijek za to da širimo mrežu prijateljstva, a posebno kada je u pitanju Sjeverna Makedonija, jer znamo koliko ljudi dođe iz Sjeverne Makedonije. Evo i danas vidimo da ih ima puno na prazniku Mimoze, što je dakle jedna tradicija i mislim da ova saradnja koja bi trebala da se razvija u narednom periodu je nešto što je svakako veoma značajno, jer će se ona razvijati i na polju same, kao što smo već i čuli, i kulture, i turizma, i sporta, i same privrede generalno, tako da puno je prostora tu za saradnju i ja sam zaista ovako srećan što će se negdje u nekom u nekoj skorijoj, da kažem, budućnosti desiti i to potpisivanje prijateljstva između naše dvije opštine. Јавното предпријатие Водовод започна акција за целосна санација и асфалтирање на сите прекопи настанати по интервенции на водоводната и канализационата мрежа. Како што информираат од предпријатието, целта е сите улици и јавни површини да бидат вратени во нивната првобитна состојба по извршените поправки. Акцијата стартува од централното градско подрачје, а потоа ќе продолжи со ист интензитет и во останатите населби во Куманово, каде што во изминатиот период имало работни активности. Планирано е сите локации да бидат опфатени и уредени во рок од 15 дена активна работа. Тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување заедно со населението дејствуваат за помош при поплавите и излевање на водотеци во неколку општини во земјава, меѓу нив и Липково. Во општина Липково во Кумановскиот регион, реката Слупчанка била излезена од своето корито во село Опаје, при што бил зафатен дел од населеното место. Излевање било регистрирано и во атарот на село Ризаре, каде што биле поплавени земјоделски површини. За сега нема пријавени материјални штети од жителите, освен штети на
необработливо земјиште. Инаку во Кратовско и во Кривопаланечко не се пријавени поплави, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Полициски службеници од полициското одделение Старо на Горичане викендов лишиле од слобода 25 годишен жител на село Малутино, поради сомнение дека физички нападнал и задушил со перница 78 годишна жена од село Челопек во нејзиниот дом, пошто таа починала. Исто така тој се сомничи дека извршил повеќе кривични дела тешка кражба во повеќе села на подрачјето на општина Старо на Горичане. Известен бил јавен обвинител, а лицето било задржано во полициска станица. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти Министерството за внатрешни работи. Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев традиционално и годинава со концерт го одбележа Денот на љубовта. Вечерта посветена на филмските хитови е еден од 9 тематски концерти кои се организираат во текот на учебната година. Со воведување на нови инструменти во наставата и реконструкција на фасадата, кровниот покривач и прозорците на објектот на Панче Пешев, надлежните очекуваат уште поголем интерес за музичкото училиште. Инаку интервенцијата представува конкретен чекор во рамки на проектот справување со загадувањето на воздухот, кој беше идентификуван како приоритетна мерка на 2 граѓански форуми одржани во 2025 година во Куманово. Финансиската поддршка за проектот е обезбедена од Кралството Шведска и општина Куманово, додека UNDP е задолжена за имплементацијата. Училиштето го посетуваат околу 300 ученици од Куманово. Вечерашниот концерт е насловен Љубов за музика и е традиционален концерт кој што секоја година организираме во чест на 14 февруар, да на некој наш спектакуларен начин, односно музички начин, го прославиме Денот на љубовта. За оваа година тематски концерт беа одберени песни од познати филмски хитови, така да класата на соло пеење ги изведува сите музички песни. Како и секогаш сме презадоволни, затоа што тоа се деца кои што се аматери, меѓутоа кај нас доваѓаат за да научат да пеат и пред се да научат да ја сакат музиката. Ние сме презадоволни затоа што се поголем интерес има, така да бројката на учениците е скоро 300 и тоа не прави многу среќни затоа што добиваме на популарност на училиштето и се надеваме на уште поголема популарност со тоа што имаме најава за воведување на некои нови инструменти, како и реконструкција на училиштето и со тоа нели се популаризираме, поготово кај младата генерација, што сме особено среќни. Ние годишно имаме 9 концерти, сите тие се тематски. Започнуваме во прво полугодие со концертот Срце за Куманово, па тука е Денот на албанската азбука со концерт, новогодишниот Љубов за музика, албанскиот учител големи и мали, секако традиционалниот првоаприлски концерт и на крај завршуваме со нашиот патронен концерт. Купот на Македонија Благоја Георгиевски буштури оваа година го освои МЗТ Скопје, кој во финалниот надпревар што се одржа вчера вечер во спортската сала беше подобар од МКК Куманово. Во официјално соопштение Кошаркарската федерација на Македонија упати искрена благодарност до кошаркарскиот клуб ММК Куманово, кој во периодот од 13 до 15 февруари беше домаќин и организатор на завршниот турнир од Купот на Македонија во машка конкуренција за беспрекорната организација на овој значаен национален настан. Со својата посветеност, професионалност и одговорен пристап, клубот домаќин овозможи надпреварите да се реализираат на високо организацијско и спортско ниво, во атмосфера достојна за едно вакво престижно надпреварување. Посебна благодарност упатуваме и до граѓаните на Куманово, како и до навивачката група Кумани, кои со своето достоинствено, културно и спортско навивање дадоа значајна поддршка на својот клуб и придонесоа целокупната манифестација да помине во најдобар ред во духот на ферплејот и спортските вредности, пишува во соопштението. Воедно, Кошаркарската федерација на Македонија упати честитки до екипата на МЗТ Скопје Аеродром за освоениот трофеј во Купот на Македонија, како и до екипата на МКК Куманово за освоеното второ место и прикажаните квалитетни настапи.
Управата за јавни приходи ги потсетува граѓаните кои во текот на 2025 година оствариле доход од работа, односно плата во странство, дека се приближува законскиот рок за поднесување на електронска пресметка и доставување соодветни докази за остварениот доход. Физичките лица даночни резиденти на Македонија кои во текот на календарската 2025 година оствариле доход од работа од странство, должни се преку системот е-даночни услуги да поднесат електронска пресметка за доход остварен од странство. Обврската за поднесување електронска пресметка постои без разлика дали данокот во странската држава е платен или не е платен. Даночните обврзници кои оствариле доход од странство имаат обврска истиот да го пријават и заедно со пресметката да достават и соодветни докази. Пресметката за доходите остварени во текот на 2025 година треба да се поднесе најдоцна до 31 март годинава. Уште неколку информации од билтенот на Министерството за внатрешни работи. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода 25 годишен жител на кумановското село Сопот. Според полицијата, при контрола во сообраќајот полициските службеници сопреле возило Тико и по преземени мерки било констатирано дека возачот го управувал возилото без положен возачки испит. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти секторот за внатрешни работи. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер околу 22 часот лишиле од слобода 36 годишен кумановец бидејќи физички ја нападнал неговата 34 годишна невенчана сопруга. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопшти полицијата.